Здраво, драги гледачи! Време е да започнеме со денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Стандардно и денеска прво ќе започнеме со запознавање на тековните надпреварувачи. Прво ќе ги повикам денешните домакини, а тоа се Маријан и Михаел. Повелете! Маријан, здраво! Здраво. Михаел, здраво! Здраво. Добре дојдовте повторно во Листа за 300. Добре, нашли. Се надам подготвени за денеска, како што бевте и за минатото издание. Да. Земавте 150 евра, после тоа свативме дека можевме и поише да земеме. Потоа ги прочитавам, а добре, не супер беше. Сепак не заборавете, прво учество ви беше во Листа за 300. Како да кажем, попипувавме терен уште. Така е. Супер, поминавме, дали сме за денеска подготвени? Спремни, да. Имаме нови надпреварувачи, нови предизвикувачи, ќе треба нив да ги елиминираме ако сакаме повторно за парична награда. Така е. Не ми стана ништо друго, освен да ви посакам среќа во продолжение и да ве пратам во вашата домакинска кабина. Повелете. Благодарам. А за да можеме да си продолжиме понатаму со денешното издание на квизот, мора да ги запознаеме и тековните предизвикувачи, односно противниците на Маријан и Михаел. Денеска во таа улога се Никола и Жарко. Повелете. Никола, здраво. Здраво. Жарко, здраво. Како сте? Добро. Добри, расположени за игра? Па се надевам. Да, од кога не сте ми дошли во Листа за Па колку бевме време? оваа сезона на почеток. На почеток, така беше. Супер, еве сега дојдовме да го поправиме резултатот или? Се надеваме, да. Како поминавме минатиот пат? Сум заборавил искрено. Не е среќно масно. Не прашувам ништо, ќе го дрипнеме тој дел. Како прв пат да сте тука сега? Само со искуство плюс. Тоа е тоа. Супер. Ајде да се подсетиме на кратко, Никола, од каде доаѓаш? Скопје од село Глуво, ожене, 2 деца. Собра дечињата добри ли Добре се? се, добре се. Растат? Навиваат. Навиваат, супер. Навиваат. Одлично. Така. Жарко, Исто е во Скопје, Ново Лисиче, во Министерство за но култура. листиче будало. Да. Да се знае. Остана тоа. Дека не е жив и здрав сладкар. И пука козметика, така, таму бев. Да, да. Цела екипа. Да. Супер. Како е животот во Ново Листиче сега? Загадено, не сум Знам да. Не ми требаше ова да прашам уопште, да истикај мене. Тоа е тоа цело Скопје, еден одговор на тоа. Како е животот загадено? Кај мене не. Кај тебе не е? Оно повисоко На високо. Па сите одиме кај тебе. Не требаше да кажеш После ништо. емисија сите. Да, сите одиме кај тебе. Слушате Скопјани? Се селиме кај Никола. Чучер Сандево. Супер. Гледам дека сте расположени, трема? Не ми делуваат. Малце, добре. Таа е она позитивна, која ќе почне, се надам, нема да ни го блокира нели знаењето и мозокот во дадена ситуација. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој, да опцуете некој, да немате, видиме. не знам. Две емисии ќе треба. Кратка ти емисијата за таква нешто. Бајте списаче најдеш така. Имам, чекам малку. Мака се, ту. Тоа е. Тој. Супер. Задржете оваа енергија, само сконцентрирано во продолжение, да не направиме нека не сега лапсуси, тоа е тоа. Никола и Жарко. Познати сме по тоа. Да. Ке се вода. Предизвикувачката кабина е мача повелена. Дариме. Маријан и Михаел, односно Никола и Жарко, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали функционираат како што треба, за да си продолжиме понатаму со денешното издание на нашиот квиз лабаво и опуштено. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Никола и Жарко, дали се слушаме? Да, Слушаме, се да. варе. Одлично. Се окей. Во продолжение знаете, ако нешто не е јасно, да ме прашате, ако нешто не слушнете, да, таа е така, со два прста. И секваше да. Со среќа во продолжение, момци, сега ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на Маријан и Михаел, дали се слушаме. Да, супер. Има разлика оваа кабина со таа кабина? Малце. Малце, кажете. Тука другачија мириса на пари во таа. Со среќа во продолжение, може да продолжиме? Може, да, сега. Супер. Фала ви. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Домакините дадоа и зелено светло за старт, што значи може да започнеме. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи:
Машки или женски имиња кои почнуваат со буквата Т. Бараме машки или женски имиња кои почнуваат на буквата Т и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 мина наши сограѓани. Се надам дека е јасна темата, но сепак и да се врашаме. Маријан и Михаил, Јасно. се е јасно. Никола и Жарко. На било колку букви, така? Сега ќе прочитам уште еднаш, да, на било колку букви. Нема, Така. чим не е пишано, нема правило. Одлично, чим им не е јасно на сите, може да продолжиме понатаму. Знаете дека први започнуваат со надавање тековните предизвикувачи. Во таа улога се Никола и Жарко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А Никола и Жарко, која ќе имате понуда, повелете. 10. Започнуваме со 10, 15. 15, 20. 20, 25. 25, 30. 30, 33. 33, 34. 34, 35. 35, 39. 39. 39, 40. 40, 42. 42, 43. едно повеќе 43. Нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме Маријан и Михаил. Минатиот пат добро се покажавте кога работите беа во ваши раце. Сега да видиме дали ќе го повториме истото. Темата: машки или пак женски имиња кои што започнуваат на буквата Т. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Значи од било колку букви. Да, од било колку букви. Нема правило, чим не пишува, не е услов тоа. Тео. Тео. Така е. Теон. Теон. Стои 20 теон во Македонија. Трајан. Трајан. Така е. Трајче. Трајче. Така е. Трајко. Трајко. Точно. Тихомир. Тихомир. Така е. Тасе. 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 Така е. Томислав. Томислав. Така е. Томе. Томе. Така е. Теодор. Теодор. Така е. Тодор. Тодор. Тоше. Тоше. Така е. Трпе. Трпе. Точно. Танер. Танер. Да. Танер 124 во Македонија. На мој големо изненадување, така е, точен одговор. Тимко. Тимко. Така, еве го и Тимко го гледам. Точен одговор. Трајанка. Трајанка. Така е. Теодора. Теодора. Така е. Тодорка. Тодорка. Така. Тијана. Тијана. Така рековме? Да. Да, точно. Теа. Теа. Така е. Трифун. Трифун. Свети Трифун или обичен? Обичен.
Така е, точен одговор. Тони. Тони. Така е. Тамара. Тамара, после тие едно одма требаше Тамара, не вака се, ке ги скарат. А за малце ке сестре се кеја, тие на сестрата на Тамари ми текна дека уствари на буквата сме. Така е, точен одговор. Трендафилка. Трендафилка. Повеќе од 200 трендафилки во Македонија, точен одговор. Добро, ајде трендафил. Братот или мажот на се сам не. Трендафил. Педесет и шест трендафил во Македонија. Точен одговор. Тања. Тања. Така е. Кажахме. Да, кажаме. Ајде, супер ви одеше. Го имавме Томе, дали го имаме Томислав? Само момент. Мислам дека го немате Томислав. Да. Го има и Томислав и Томе, извини. Томи. Томи, сега ќе Томи. видам. Томи... Не е кажан, ќе го играме? Да, Томи. Добро, само да проверам се. Томи... Ева го, Томи, 287 Томи во Македонија, точен одговор. Никола, може и тоа да го играат. Тадеа. Тадеа, така. Морам да ви ги повторам вака за да не направиме некоја грешка. Тадеа, така. Тадеа. Маријан и Михел, за жал Тадеа нема. Најблиску тука Тадеј како машко име и Тадија исто машко име, ама Тадеа нема. Можеби познаваме некој, ама пак треба да се повеќе од 5 за да бидат регистрирани во Заводот за статистика на Македонија. Те ја супер нитри. Одлично. Добро стоите со имиња, мора да признам. Обрнувате внимание кога се запознавате со луѓе, не сте од оние луѓе како мене, кои што кога се запознаваат единствено што слушаат и памтате своето име. Така да, браво. Храбро само во продолжение, ништо не е готово, позната ви е ситуацијава. Знаете дека на пенали може се за момент да се промени, но Никола Жарко, честитки на вас за првиот освоен поен. Но истото важи за вас. Не може премногу да се опуштаме, затоа што имаме уште една лицитација и можат работите да се сменат. А пред да продолжиме понатаму, да прочитам јас уште некои од оние машки или женски имиња кои што започнуваат на буквата Т. Тука ги имаме Тадеј, Тадија, Талат, Тамара, кажавме добро, Танас, Танаско, Тасе, Татјана, Ташко, Теа, Темелко, Теодор, Теодора, Теодоси, Теодосија, Теона, Теофан, Теофил, Тимотеј, Тина, Тинка, Тихана, Тодор, Тодорка, Тодорче, Томислав, Томица, Трипун, Трифун, Трпана и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за втората лицитација, она лицитација која што ќе одлучи кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена. Едниот со директен пласман, што би се рекло, по одиграната лицитација, доколку ја добијат, а тоа важи за Никола и Жарко, или пак преку пенали за Маријан и Михел. Ке видиме во продолжение што ќе биде, затоа да не должа многу. Темата за второто надавање гласи: тенисери освојувачи на Гранд Слем. Бараме имиња на тенисери кои освоиле најмалку еден од 4 тениски Гранд Слемови од 1968 година па до крајот на 2024 во така наречената Open ера. Маријан и Михел, дали не е јасна темата? Јасно. Супер. Никола и Жарко, дали не е јасна темата? Јасно. Супер.
Драги гледачи, знаете дека при второто надавање први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Маријан и Михел. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Никола и Жарко, а Маријан и Михел да слушаме вашата понуда. 5. Започнуваме со 5, 8. 8, 9. 9, 12. 12. Не се продавите така лесно, без разлика. 13. 13. Само машки, така? Да, тенис серии. Точно. 15. 15, 16. 16, 20. 20. Нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме Маријан Михил. Овој пат дали ќе биде како што треба. Никола и Жарко. Добре, дојдовте. Да одговарате. Како стоиме со тенисот? Добро, најдовме, па стоиме. Стоиме. Стоиме на тенис, стоиме. Стане како беше прашање. Како стоиме со тенисот? Па добро стоиме. Се стоиме. Стоиме и ваму и таму и лево и десно стоиме. Носиме и топчиња, носиме. Немај тоа активно многу више. Шал на страна, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете, да не ве деконцентрирам, како што рековме, бараме тенисери освојувачи барем на еден Гранд Слем. Од 68 па се до крајот на 2024. Ајде, Новак Џоковиќ. Новак Џоковиќ. 24. 24 има освоено, меѓу браво. Сега ќе земе 25. Леле. Браво за Ѓоковиќ. Точен одговор. Марин Чилич. Марин Чилич. Точен одговор. Горан Иванишевиќ. Само момент да го испишем, извини, за да не ти направам белја никоја. Така е, Горан Иванишевиќ. Да. Така е, Борис Бекер. Борис Бекер. Така е, Стефан Едберг. Стефан Едберг. Така е, Джим Куриер. Джим Куриер. Јеви Никола, браво, така е. Идем, ајде, Рожер Федерер. Роџер Федерер. Така е, точен Рафаел одговор. Надал. Раф, кој е па се? Па еден. Кој се тоа вие? Ја прво нема. Така е, точен одговор. Јаник Синер. Јаник Синер, така е. Сега идеме Алкарас. Алкарас. Карлос Алкарас. 10 точен одговор за Никола и Жарко, на пола сме. Медведев. Медведев. Даниил Медведев. Така е. Пит Сампрас. Пит Сампрас. Така е. Иван Лендал. Иван Лендл. Така е. Андреа Гаси. Андреа Гаси. Чеки, он мачи беше на На Штефи Граф. Тефи После Граф. се зема, да. Да. Станислав Вавринка. Станислав Вавринка, или Стан Вавринка, како што сака да го наречат. Така е. Лейтон Хјуит. Летон Хјуит. Така е, браво с него. Џон Мекенро. Џон Мекенро.
Легендата, он ли беше што се караше, што пцуеше Да, на да, едини што се степал на тенис, да. Тешка будала, така е. Точен одговор. Уште 3. Моце. Кажи за аргентинецов. Густаво Куертен од Бразил. Само момент. Така е. Да, го кажа. Да, не го кажа, ше двајца. Моце. Ставо Гуертен, така е. Чекај, Моце, чекај. Имаме време. Имате време, управа Никол. Джимми Конорс го кажав? Само момент, мислам дека не. Не е Конорс, не. Джимми Конорс? Джимми Конорс. Така и кој ќе биде 20-тиот? Кој си знае, си знае. Само малце сега се бутам. Карлос Моја. Ајде да видиме сега. Како рековме, Карлос Моја. Моја. 98 година го има освоено Ролан Гарос. Знам дека на земја беше. Браво! Може да Со ви за Моја. Димитров? За Како? Димитров да. Димитров го нема, брат. Не освои. Да, тоа беше проблем. Го нема, сега ќе ги прочитам вака дел, ќе пробам да ги знам. Никола Жарко, браво! Искрено ми изненадивте сознењето поврзано со тенисот, не очекував. Знаеме многу поише, ама тука Не некако се... знам зошто не очекував. Мислам, ова е многу нефер од моја страна кој ќе кажам вака дека не очекував, не знам зошто не Се уште очекував. 10 ќе кажам, ама... Дека јас не ги знам, па затоа не очекувам од другите дели да ги знам. Браво! Во секој случај, заслужена победа, убава партија. Сега да видиме дали пари ќе успеете да земете. Здрави. Но пред да ве повикам тука, Маријан и Михел. Одлични надпреварувачи. Никој не смее да заборави дека сепак ова ви беше прво учество во листа за 300 во овие 5 години и на моје огромно задоволство ете една победа. Сега за жал, окей. Може нели на кондиција не фатија, малце ете на искуство. Јас што реков Никола и Жарко, беа на почетокот на оваа сезона и самите како што кажа дојдовме искуство да набиеме и тоа тогаш отидоа и ги сега вика дојдовме поискусни и одме подруго. И така е, факт дека е тоа. Вратите на листа за 300 ви се отворени кога сакате да се пријавите и повторно да бидете дел нели од нашиот квиз. А до тогаш останете ми во добро здравје, со здравје да си ги трошите парите и да се надеваме дека наредниот пат ќе бидат 10 поголеми. Така. Сега морам за жал да ви кажам чао. Никола и Жарко, сега ќе ме повикам да ми се придружите тука на главната сцена, но пред да го направам тоа на брзинка да ги прочитам дел од оние тенисери освојувачи на Гранд Слем кои што не успеавме да ги кажеме. Тука ги имаме. Доминик Тим, Енди Мареј, Енди Родик, не знам дали кажавме, Јаник Ноа, Илие Настасе, Иван Лендал, Марат Сафин, Мац Виландер, Пат Кеш, Патрик Рафтер, потоа Род Лајвер, Џон Крик, Штефан Ел кажавме, Адриано Паната, Евгени Кафелников, Јан Кодеш и така натаму. А сега, драги гледачи, да ги повикам Никола и Жарко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе се заминат од нашето студио со парична награда, останува да видиме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Никола и Жарко ми се придружија тука на главната сцена и еве се договараме дали може слободно да си прават муабет или не. Значи тука кога се на главната сцена збор не смете да кажете. Да. Сега видено па тука се правиме муабет. Значи слободно разговарајте, слободно консултирајте се меѓусебно, затоа што како сега можам да ви забрам кој е дело со парите. Те кога се пари во прашање не се мешаме да. Битна работа. Битна работа, така. Пред да ви ја соопштам темата, интересна темичка имаме. Да брзинка да поминеме низ листата, нели да се потсетиме како стојат работите. Имаме 15
15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за она максимална сума да освоиме. По меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 100, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, Никола Джарко, дали сме подготвени? Се надеваме. Да. Вежбавме. Вежбавме, да. Што вежбавте? Па бевме у кафана. Теретана. Да, и сам, да не се лажеме, периодов ретко кој теретана оде да вежба, сите бевме фатени. Да, на Свети Трифун вежбавме малце. Да, вежбавме, да, многу стизна вежба, те разбирам. Ајде, сега малце да правиме мозочна гимнастика, да видиме како стоиме со географија. Интересна тема имам тука, нема да ве прашувам претходно како стоиме со истата. Тековно, ке си му обетиме на таа тема. А сега, драги гледачи, слушајте и вие добро. Денеска го тестираме нашето знаење на тема главни градови чие име започнува со самогласка. Извор, сајтот на Светски атлас. Бараме имиња на главни градови на признати суверени држави од целиот свет, чие име почнува на самогласка во наша транскрипција. Јасно. Почнуваме со Скопје. Јасна не е темата, така? Јасна е темата, да. Добре. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Осло, Осло. Така е. Атина, Атина. Така е. Добар си, добар си. Абуџа, може. Абуџа. Да. И за Абуџа обезбедуваме 50 евра честитки. Амстердам, мислам дека е сега на Холандија. Беше как сега Амстердам. На Еритреја, Асмара, на А. Еритреја. Улан Батор. Значи, пак идеме Адис Абеба, Улан Батор и Асмара на Еритреја. чекаме цел стот. Могадишо, Кенија, чекај. Мапуто, Јоханесбург, Не, Винду, Преторија, не е Јоханесбург. Киншаса, Бразавил, не. Чекај за Африка. Фритаун, Акра. Акра, да. Ајде, може Адис Абеба, Адис Абеба. Така Акра, е. Акра, Акра. И Акра е точен одговор. и Улан Батор. И Улан Батор. И 100 евра се во ваши раце, се смешка тука. Чекај сега идеме на мапа, идеме на Америка. Мој се виесто. Да. Виду се се мој ти одговаре за твојца. Јас си дама, кога ги изгубиш ми дужи 100 евра. Чекај идеме во Америка сега. Монтевидео, не. Буенос Ајрес, не. Сантјаго, не. Лима, не. Асунсион, значи Асунсион, на Парагвај. Да, Асунсион, Лима, Богота, Каракас, не е. Како биш тие Суринам, тие Џорџтаун, не. Отава, значи Отава. Да. Ма дали Отава беше Асунсион, главен? да, Асунсион, Отава и идеме на Хавана, не е, на Чекај, овие Хавана, не. Порто Бренс, не. Доминик, не. Алжир, Алжир. Алжир, да, главниот град на Алжир, да. Идеме Алжир, Алжир. Така е. Отава Отава и Асунсион и на Парагвај. Асунсион, Ајде, мисли. Парагвај. Ријад, не. Девети точен одговор за Николи Жарко. Честитки, момци, 150 евра. Благодариме. Чекај, мапата сега за нова. Багдад, не. Билиси, Багдад, Техеран, не. Вилнус, не. Рига, Талин, Рига, Хелсинки, Стокхолм, Москва, не. Рейкјавик, Копенхаген, Душанбе, не. Амстердам, Бишекс,
Alma, ама не знам на Казахстан. Ама не сум сигурен. Астана, ама не, чекай, Не, ја сум менја. сигурен да ги менја. Алмата или Астана беше. Сега ги менја, остаи колку Ето Лондон на се крај, на изезнаме, крај. да. Колку време имам? Имаме време? Имате. Лично. Југоисточна Азија, Рангун, Атина, Софија, Банкок, Тиран, Анкара. Значи Анкара. Анкара. Дефинитивно Анкара. Анкара, чекай малце, иди доле Сирија, Дамаск. Дамаск, Бейрут, Мислите доле, јас ке мислам од опет. Виена, Рим, Тел Авив, Кореш, Варшава, Братислава, Прага. кај не, Јордан, Јордан, Аман, Значи Анкара, Аман, Анкара, Аман и третото кое сега го кажав на Чекај. Аман, Анкара, чекай, Аман е до Јордан, да не го сменим Аман. нешто. сега ме задум, не сум сигурен. Ама не мислам дека Аман е тоа. И тоа за Казахстан, ама три кема за тоа. Астана, ама чекай, тоа не. Аман. Алмата, чекај, едини централна источна Азија. Пекинг, Сеул, Пjongjang не, Камбоџа Кој ги не. кажав Анкара, Аман и... Аман и сега го кажав, ама не ми те, сега го ми избега, мисля. Аман, Анкара и Уште само една. малце. Чекай, во Африка да видиме. Алжир, Тунис, Рабат, Не, Триполи не, Каиро, Картум, Анкара, Џуба не, Јужна Найроби, Судан. Преторија. Асмара за Еритреја. Трик, ама тоа е трик. Не, не, Асмара. Остајат трикови, не, чекай. Наџамена, Великан, Фритаун, Фиджи, Џибути, вие полинезиски ве, Фиджи, Миджи, Ванука, Тајван, Тајпеј, не беше Тајпеј. Пекинг, Сомалија беше? Како беше на Сомалија? Сомалија Могадишо беше. Вадишу. Анкара, Анкара, Аман и уште едно. Аман и уште една. Види. Све знаеме, а не знаеме точно кој е. Не, Казахстан, ама три малце со Казахстан. Астана беше, ама нешто и Или таму меѓа. Алмата беше, ама не знам Не, кој не, е. Астана е. Колку точни одговори кажавте до сега да знае? Да. Ле. Ајде идеме. Тие три идеме. Па Јас тоа е сум што. Сара Со Астана, да. Ама Идеме. Алмата една. Ја мислам Еритреја посигурно. Не се предамислувате. Ајде. Астана. Кој стана? Не, први Анкара. Астана. Астана. Анкара. Како? Извини се. Анкара. Турција. Анкара, добро. Да, и Аман. Јордан. Чека, Анкара. Така е точен одговор и Аман. Аман, бе, брат. Аман, бе. Исламабад, ама не. Аман за 200 евра, 12 точен одговор. Браво, момци. Што правиме сега? Атакуваме ли на Сега уште 300 или... 2 минути. Чекай малце мапата. Ајде, Чекай мапата. да се свртиме сега. Африка не ми тека. Нема многу. Исламабад е само Пакистан. Да. Ама не, Пакистан 2 има. Трик. 2 има, може да е трик, да. Делхи? Не. Од мене ќе им добиете една помош. Джакарта. Не, Джакарта не. Не го сменја главно за Джакарта, ама не. Не е официјално уште. Чекай, кажи. Не на глас. Не Исламабад. сгрешив. Мисли е на уште нека. Не. Исламабад како опција, Светиот град. Ерусалим, да. ама не. Ама трик е прашањето. Не, ама добро, оне. Тел Авив се Ерусалим. Се зинат Ерусалим. Исламабад е главен, така се? Исламабад би требало на Пакистан да биде. Исламабад, Че од јавор толку не сме поише да... Сан Марино, Ватикан, Вадуц, не. Вадуц, Лавалета, Андора Лавела. Ама ла не. Андора Лавела, така се вика. Андора Лавела. Градот се вика? Да. Баш Андора го има името баш? Да. Моце трика, ај на крај тоа да биде за сега случај. Андора Лавела, Исламабад, Исламабад и кој го кажа како се? Асмара, Еритреја. Не ми текна тоа сама. Да не ме збунам. Ерусалим. Иерусалим, ама офлеле, не знам како меѓународно признато. Чекай, Андора Лавела, Андора Лавела, Ерусалим и Исламабад. Исламабад, да. Да. Или тоа се Еритреја, ама не ми е сигурен, тоа буквата една не сгреши. Во наша транскрипција бараме. Ајде идеме. Андора Лавела. Адора Лавела.
Андора Лавела, 13 точен одговор. Ајде уште 2 недела до Ерусалим? Ерусалим. Нели го сменија пред некоја година, беше беше Тел Авив, Тел Авив. па го сменија Ерусалим, се побуни цела меѓународна заедница, ама џабе се бунеа. Си остана Ерусалим, што е добро за вас. Сега Исламабад, Джайлибу. Исламабад. Да нема друг административен колкото. Имаат. Ама не знам како се вика, Исламабад го бараме. Така да. Кој е тој втор што мислите, брат? Чекај, брат ми таму работеш. Друго име се ми со две, административен и политички, не знам како Исламабад, може? Може? Ислам, да. Викаш? Ај, ќе го признаем Исламабад како све нека биде. Не знам, брат, јас знам за Исламабад и точен одговор е честитки за освоените 300 евра. Браво, Никола Жарко, и на мој огромно задоволство ќе се дружим и во следното издание на нашиот квиз, значи не се опуштајте премногу, брат. Сега дома и да ми вежбаме, знаеш. Забавно беше. Како што вежбавме за денешното издание, така вежбајте и за наредното. Супер бевте со здраве да си ги трошите парите и баш ме мило што пак ќе се дружиме искрено. А сега да прочитам дел од оние градови кои што не ги кажат да пробам, брат. Ја имам 23 одвоено тука, Абу Даби, мислам дека не кажавме. Абуџа. Абуџа. Мислам го Ја кажавме Абуџа. Добро, тоа се кажавме Антананариво. О, тоа нешто се изгубил. Да, не можам да го изговорам, не знам дали. Апија исто така не кажавме. Имаме Ашхабад. Ашхабад, да. Знаеш кај е Ашхабад? Киргиз. Не знам. И уште фалеше да вие Уагадугу. Уагадугу. Сара не е тоа, одерите. Амсара не, мислам дека Асмара. Асмара, да. Асмара, да. Да, максимум беше ова што Асмара, не, добри бе. Дис- И Амстердам е... Не бевме за Хак сигурни дали. Нема го Хак кажавме има- Амстердам. Амстердам го кажавте? Да, го кажавте ствари Па Амстердам. добре, мислам дека Не, беше Хак, ама го сменија, да. Добре, честит. прашање. Супер, одлично. Тука се одјавуваме, сега идеме, одмараме да ги трошиме парите. Со ова, чекај, да им кажеме на гледачите, чао, одма тргна Никола и Жари да си ги трошат парите. Чекајте малце. Драги гледачи, со ова го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Останете ни во добро здравје со програмата на телевизија Сител и секако немојте да заборавите дека ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Се гледаме по наредното издание на Листа за 300. Браво, моци, чао.